Здраво живо, поздрав од ресторана Ексклузив, емисија број 218. Продолжуваме с серијал кој предизвикува интерес кај кумановска јавност. Оваа емисија е гледана не само наш град, него и меѓу наши гастарбајтери кои живеат во иностранство. Ја пред неколку дана најави на Фејсбук дека 6 години како го правиме емисiju заедно с камермана Небојшо Кипријановскога. Идеја дојде случајно од едну неформалну средбу с моја газета Бобана. Разговарамо, он ми предложи, ја го прифати идеju и други граѓани ми исто кажава дека треба да се направи нешто за град и ете тако е случајно падна одлука и еве га серијал трае веќе 6 години на моје задоволство, а надам се и на ваше задоволство, затоа што преку вие сведоштва на наши граѓани кажува се едно време кое е било стварно прекрасно, време кое е имало задоволство меѓу народ, имало е мир, имало е поштовање. За жал данаска у веќина случаи не е такој, али ете оваа емисија има за цел управо тоа да не се забрави тоа време кое е било стварно квалитетно и убаво. Пред да га најавам соговорника, поздрав до нашега спонзора на емисија, туристичка организација Златибор. Пак ќе кажу, Златибор е едно изваредно место за одмор и рекреација и препорачувам ви го од срце да го посетите и малку да одморите душа. Postoji mesto gde se tradicija čuva. Ovde svi mirisi, ukusi i slike podsjećaju na davna vremena iz priča naših roditelja. To je mesto na kome se budućnost stvara pred našim očima, ne prestaje da niče i da se menja. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, čuvajući one vrednosti koje ga čine posebnim. To je mesto gde telo i postižu harmoniju, gde možete da se posvetite sebi i nađete unutrašnji mir. A svaki pedalj puta vodi do novih doživljaja i avantura. Ovde svako može da nađe svoj kutak, bez obzira da li je to urbana svakodnevica ili pogled na nepregledno zelenilo, šume, pašnjake i netaknutu prirodu koja zove na istraživanje. Ovo je mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Na kojoj god da ste strani, uvek ćete biti na korak od onoga što vam treba. I još bliže onima koje volite, okupljeni u zajedničkim trenucima koji se pamte zauvek. Dobrodošli na mesto na kome se stvaraju nove uspomene. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. U današnjoj 218. емисiju imamo interesantnog sagovornika, intelektualac, a naši vaš gost je Slavica Krstić. Slavica, zdravo živa, kako si? Zdravo živo, dobro sam, hvala na покану. Еве, ја мора да дадам малку увод за овој наша емисија, што го правиме заедно с камермана. И веројатно и ти ги гледаш овие наши емисија за Куманово, каде што продефилирава многу гости од сви бранши, да кажу. Cilj на овој емисија да се чуе мишење и на доктора, и на учителя, и на академского граѓанина, и на обичнога радника, свак да си каже за свој живот у тој време кој е било многу убаво. Честитам ви на овој 6 годишницу и дека ви се множив и понатаму. Твој живот е бие доста интересантен и вас ќе ве прашам на почеток. Куде е Славица родена, да ни ги опише тие почетни моменти од нејен живот? Мој живот е стварно интересантен. Потекнуваме, татко ми потекнува од село Мургаш и
за да у борбу за обстанок, они продолжија дале, значи не останаја у Мургаш. Наша работа у Клечовце, у задругу стопанство Клечовце, тако да цела фамилија сме се преселили у Клечовце, ја и брат ми, ја имам брата близнака, родени сме на 24 ноември, 58 годину, и 59-ту одма сме отишли у Клечовце, пошто татко ми е тамо работаја, и мајка ми е тамо работала, она ако не е работала овако државно, ама е била главна шнајдерка у село и сви се го почитувале и се го знале и се донесале каде њума да шиев. Тако да може да кажу дека е била многу креативна моја мајка, не само шиење, она знала и да ткае, и да плете, и да везе. И тој некоја креативност смо го наследиле и ја и брат ми од мајко ми. Тако да и они су биле многу, значи, деца, тој време су се раѓале повише деца, откуде мајко ми 6 деца, откуде татка ми исто 6 деца. Тако да ја имам многу голему фамилiju и сам имала едно среќно детство, имала сам многу братучеди и сега ги имам и още дружимо. Татко ми не престанаја туја, значи, у Клечовце, после го менја радно место, добива радно место у медицински центар како шофер и се преселуем у Куманово 64 годину. Тако да туја останаја до пензионирање, а ја и брат ми туј смо пошли у школу, училе смо основну школу у Крстем и Сирков. Еве да покажеме слики, ово е веројатно ваш татко. Да, сега имам некои фотографија, татко ми каде работаја како тракторист у задругу. И Како се викаја татко ви? татко ми, еве, ту е на трактор, не знам како се викаја? Владе, татко ми Владе, мајка? мајка ми Милевка, значи. Еве, А ја и брат ми близнаци Славе и Славица. добро. Значи, ту е работаја у задругу, еве може да се види. И Бие вреден човек. Многу е бија вреден, значи избавија се да не се бави со земјоделство, пошто мои дедо и баба су се занимавале со земјоделство и njeni деца со сточарство. Татко ми успејае и фала му многу, значи он е за мене мој херој што не избавија од тамо. Еве сам одека каде што сум, значи ја мислам дека сам придонела многу за Куманово. Да. Завршила сам туја, јас сега сматрам Куманово за мој роден град. Завршила сам основну школу, гимназију сам завршила и после се запишала на... Али ја се вратиме еве на тие почетни моменти од твои родители. Еве ово е каде била свадба веројатно. Тоа е на мајко ми и на татка ми свадба. Сега, Славице, прошли се многу години, твои родители веројатно не су живи. Не су живи, да, пред 26 годину мајка ми почина на 16 годину на 26 ноември, а татко ми повише година, он е 2008 починат на 4 мај, на исти ден с Гоце Делчев и с Тито. Значи, он е мој херој. Ти кажа убаво дека твој татко дае ти пуно насоки за живот. Кад ga вратиш времеплов назад после толку години, татко и мајка су били ослонаc на живот на вас и на брата ви, али некој бија построг у дисциплину, а некој бија попопуслив. Татко ми е бил малку построг, за разлика од мајко ми, али смо многу добро воспитани и фала ги, значи, јас сум среќна што сум имала такви родители. Пошто ги памтиш еве татко и мајко, после толку години, веројатно имаш пуно искуство со нима во тек на живот. Кои се биле савети кои су ти ги давале највише за живот? Они се увек воспитувале да идемо по прав пут, да не се, да не предизвикуваме, да не се тепамо, да бидемо послушни, исто и у школу, кад смо биле. Тако да имале смо перфектен однос и с ученици, и дома с роѓаци, и све тоа. Еве ми ќе покажеме дека некои слики. Ден во село Орашац, Владо и Мица. Мајка ми Милевка, па татко ми си го викаја Мица. Значи, тој су мајка ми и татко ми први туја од десно, па до njega е сестра му и брат му, тој у Ранđеловаc живее и каже го снаа му и тоа су некои сватови.
Тој су били у Орашац на Свети Илију, негде 1961 година. Да, еве исто А еве слика. татко ми од медицински центар, возија е джип, значи. Возија е доктори, еве овдека на овој слику може се види. Покажеме само овој. Овој. Еве. Работеше едно време по село, идеше во амбуланте, тако да у Орашац бија. Да, такво време е Да. било. И таму беше и доктор Божо и овај А сестра знаеш ли кои се Кате. овие луѓе прилики? Па еве отприлике мислам, тој е доктор Божо. У Орашац мислам дека оваа слика, татко ми тој ги е возија. И Ката сестра, жена на доктор Вердита. Мислам, други не ги знам, тој е некоја техничка и не знам која е Да. служба. А еве исто како е бие живот у село. Еве. Тоа е свадба на мајко ми и на татка ми на 22 декември 1957 година у Мургаш е свадба. Еве види се дека има Да, пуно туа народ. има пуно народ. Позади мајко ми и татко ми е на еден познат место Кумановац, значаен за Куманово, професор по историја Сречко Крстевски, он ми е чичо. На татка ми првбратовчет и правобранител нешто судија беше. Беше присутен на тој свадбу, баба ми, дедо ми и много роднине. А кои се биле кумови? Па кумови ја не ги знам од соседно, дали беше, од Довезенце, Доведе. од соседно. Ево од село Мургаш, нова слика. Ова е тој што ама што сме родени, значи 6 месеца сме. Брат ми и ја. И тој су мои тетке, роđени сестре на татка ми, овде не држив. Од леву страну е брат ми, а од десно сам ја. Тој су ми тетке Благојка и Солунка. Да. Ево овој слика е важно да го покажемо. А, момент само, исто овој некој комби. Па исто татко ми ту е, ја колку може да види урете овдека сликано, с колегу момета, шоферу су биле, многу су дружиле. И тако е. И он беше и добија награду за најдобар возач у Куманово. Еве, на овој слику сте ти брати, овој прилику да го поздравимо Еве, вашега поздравljam брата. ga brata mi, tu smo mali, negde 4,5-5 годинке, например, толко. Јас сам увек била дотерана, пошто мајка ми е била шнајдерка, увек ми е шила некои убави фустанчиња, па и додатни герданчиња. Тако е да многу е пазила мајка ми на тој страну. И овдека има Овдека исто ова е Ова е с убава брата ми, слика, да, да. во рамку. Таа е урамена, не мога да го изваду од Ево, гледа се, ти имаш таму кики А и ја горе. увек некој машње, увек, мајка ми не ме Мој машник, причала пардон. тако у школу, значи, тој смо четврто оделение с брата ми. Учителка ни беше Пандора од Прилеп, Пандора Петровска. За Да. жал сега више не е меѓу нас. И тако да Ево и имамо овдека с има. брата ми повише слике. Ево овој, мислам овој Сега, горе да не овие е... су, ова е тако една од порани слике. Пошто сам имала ја двојца чичковци на татка ми, браќа у Оранđelovac су живеле. И Ви сте ишли таму у Оранđelovac? Да, јас сум контактирала со сестро имам Лозана и тој смо ја и брат ми у парк у Оранđelovac, најубав парк, значи може кажу у Србију. Тој смо сликани, 6 оделение, значи тоа е било негде 70 година. 70 година, да, Да, пише. 70 година било. Овој да не е го Живкова карпа, тој е... Тоа е у Провица смо сликани за 1 мај, нели За едно први време традиција се е било идеше, така. традиција беше и бемо сите на излет. Тако да туј смо цела фамилија, татко ми, мајка ми, брат ми и уина ми туј с мој братучеди Сонја и Сашо. Се Славице, кажи ми, дали нешто памтиш некои моменти од село кога си живеала до 6 години? У Мургаш не, пошто јас сум била бебе, значи. Да. А у Клечовце да. Клечовце може кажам едно од најомилени села и нека извини сви други што ќе кажу. И јас сам го највише Клечовце и сега сакам, тоа е најубаво село не само у Куманово општина, него може да и у Македонија. Тоа се улива две реке, Пчиња и Крива река. Да. И многу било интересно. Значи тоа е била најрана младост, ја нешто од 20 се сеќам, значи мала сам била, пошто веќе 64-то доваѓам у Куманово. Имало е пуно снег како де. И мало и многу доваѓаше вода, знаеш, па тој не може да го пројдеш реку преку мост. Па имаше и шинобус, тој воз,
од Куманово до Клечовце, нели, до Белјаковце. Да, до Белјаковце. Па смо ишле со воз, возиле смо се пошто баба ми седеше у Куманово, смо ишле на гости, па се враќа смо на мајко ми мајка. И све со воз, па тоа е било пуно воз, не може да улегнеш, значи толку гужва, нарочито кад имаше оние прославе на Ѓурѓевден за кршче и такој. Има интересни моменти, например, кад го снема вода, кад надојде па го снема, имаше една вада, сеќам се како дете до нас. И ми малечки идемо у ваду, фаќамо рипчиња. И чиста река е била, Да. Фаќамо рипчиња, тој ми останало у сеќање и колку пут ми се е десило, например, две тополе има покрај ваду и ја мислу дека може да ги докачу. Ја уствари не малецка, знаеш, расширо руке, падну, а татко ми, имаше вадата. Татко ми трчи, гледа, немаме, и да спасуеме. А водим, носи не водата до воденицу негде, може кажа. Тој ми е тако останало усеќање. И било е чист крај, бие, Да, многу убав. не е било загалено Многу ништо. убаво село, јас сум одушевена, значи Клечовце, рај. Идеш и некад сега чисто во која по носталгија? Одамна не сум била, а имам роѓаци тамо, пошто моја баба на мајко ми мајка е од Клечовце. И тамо е имала она роѓаци и денеска ја иду тамо, буба судика ми е од тој фамилија и брат во тамо сега еве се врати се по стари години седи тамо, иначе седи в Сиони у Куманово. Они су мои роѓаци и иду. Да, еве го, ова е мајка каде била. Ова мајка ми на 80 години, она на 82 почина, тој смо ја и брат ми туј, у Прадо ресторан го водимо. А Прадово каде гимназија? Да, сега не постои, али тој беше ете задња слика с мајко ми да прославиме, она беше болна задни години и викам ајде да му прославиме 80-ти роѓендан. Доваѓате, кажасте 64-ту годину у Да, у Куманово, Куманово. тој татко ви добие понуду за работу и нормално. Тега бие процес тој миграција село град, Да, да, пуно се луѓе да. доваѓале. И кога сте дошли у Куманово, куде сте први пут куќа куде ви е била? Кога дојдеме у Куманово, татко ми беше купија плац да прави куќу, ама док да го направи куќу, ми седе смо под кирiju. На кој место? На Драган Стопаровиќ улица, значи овамо течам Гедонска, куде што се Тано дели пари се натам. куде што е те зграда Од стара. Тракторско натам па се дели улица за Аха, тој нагоре. нагоре, да. Па над њума е Вај Васил Драгомански, тие улица натаму. Туј смо седеле, Колку време се десте тој? а туј смо седеле 3 години. Значи, и после се преселимо горе на Иван Цанкар, тоа е над мини маркет. Народски кажано сега го викав диво населје, ма да наша куќа е планска, разбираш, али припада у тој населба. Да. И Тој јас е сам седела таму све док да се одаду, нели? До 82 годину, после се одаде и отиде на Вренско џаде, пошто муж ми таму седеше на Вренско џаде. И таму сам седела 6 години, таму ми се родива и деца, Марина и Ѓоко. И после 6 години муж ми работеше у Стоковно, добимо преко Стоковно стан, Да. солидарен. И се уселимо у стан, па тоа е било на 27 октомври 1900, куде, у кој место остан? дека позади Жмар. А там на октомври. Тие зграде, да, на Октомвриско, зграда се уселимо. На 27 октомври знам дека се уселимо 1988 година. Да. И до ден денеска сме живимо таму. Па добро. За Драган Стопаревиќ, тој кога си седела под кирiju, што памтиш како дете? Па памту тој, пошто сам ишла у школу. Тега не е имало пуно куќе, се биле плаци. Немаше ни зграде толку. Имаше само една зграда, тај на почеток од десну страну. Сега гледам пуно изградено, али ето туј смо и со малски деца смо се играле, ишле смо заедно у школу. И Тој сте биле 3 години, така ли кажаste? да, 3 да, години. да. Еве имаме дека една фотографија од основна школу, второ одделение, 66 година, Па Еве. тоа е прво оделение на крај, значи. на прво одделение на крај. На крај с учителко да. У која школа сте училе? Учила сам у Крстен Мисирков. Еве. Тоа е прво оделение, учителка ни беше од Прилеп Пандора Петровска. Она тули живееше у Куманово или Она
Да, живеше у Куманово, а од Прилеп беше дојдена. Tu je bilo odadene, Ту е, verovatno. да, ту е одадена. И ту смо, значи, тем овој најмалечки, да кажу, прво оделение. Можеш ли, Славице, се сетиш на овој сликот, кои се ти биле школски другари, тој да кажеш теко? Може од сви ги знам, како не. Може Ајде. да ги кажу. А сега, с мене учила Олгица на Шипета жена. Добро. Олгица Николовска беше она девојачко, сега е Димитриевска. Радица Трајковска, Весна Трипчевска, они су некои после отидева да учив економску, некои с мене гимназију, Симчо Арсовски, Сашо Ефремовски, Перица Тодоровски, син на Радка што работеше у На Радка територијална Тодоровски, одбрана, добро. он с мене учија, Зоран Маневски. Пизе. Зоран Маневски... Овој што свири на овие погребни музики, ја сега А, не, те добро. тоа е друг, Добро. значи. Мислам од мушки, па Верица Златановска, она економски факултет има сега завршено. Споменка, Словенка, значи има ги пуно.
учителка е била нешто најубаво, најмило како друг родител. Еве, гледа се дека стварно права господја е била. По што го ти памтиш тој учителка? Ја го многу сакам, не знам зашто, многу беше мила она немаше њојни деца. И цела пажња му беше посветена на овие деца, школски, значи. Многу не сакала, посебно мене и брата ми, зашто бемо близнаци ми. Да. И обично кад су близнаци, придавати важност свите и други учителки што бева од генерацију Добрила Јук, Владанка и Ленче. Они бева тај генерација што водесва, значи не изведева до крај. Тако да и тие други учителки, пошто знае се да сме близнаци, многу не сакасва. А супруг, што го работеа на учителка? Не знам. Да не и он бие просветни радник за тоа. Па можда е бил, ама јас стварно не знам, пошто Еве, гледам овдека исто носички на главу, кога сте били како учители. тој мајка ми е све водила ред за мене, а и други Еве, гледам во 67 мои година. соученичке. И они туј сум четврто деление, значи разделба с учителку. И сви машиња дотерани. Тој времето кој се е носило. Да, и тој време е било правило учител или учителка су биле закон, ред е имало у школу, поштовање, хиерархија се е знало. А после исто и професори беа малку построги од пето натамо. Тоа е исто второ деление за Нову годину с учителку. Се кажи ми тој, кад се правиле во тој време Нова година, тој е било скромно. Скромно беше. Колачи, Сокче, торта, помаранџа да речемо некоја. И не е било како еве се што ги прави богати софре или да речеш пакетче да ни дава, не. Скромно, али прославимо, љубово беше накитено до табло свите. Да. И сви радосни, сви капе направимо од хартија. Капе, да. Да. Тој времето кој е било, значи сега има све и свашта, така не е имало многу избор, али сме биле креативни и за тој време, мислам. И оно што Колку е е интересантно, могало. Славица, ве гледаме на овој фотографија вашу, пуно деца су биле у клас, над 30. Да, пуно деца. Значи ми бемо фул, значи сви 4 оделенија бемо и сви бева над 30, значи, паралелки. Еве Славица Крстевска. Да, јас сум девојачка Крстевска, забрави да кажам. Да. Тако е да, и татко ми има од Ово семејство е Крстевска. увек со учителко, така ли? Да, тоа е четврто деление, разделба с учителко. Да. И еве ту е куде си имамо книжке, оценке, свидетелства, разделба с учителко, ја и брат ми се туе, тоа е некоја роѓака Ево на вдека е нешто цвеќе ли овој? цвеќе на учителко, Да. да, куде се разделуемо и се сликамо с учителко туја, пошто се... Колку е тебе било природно, колку е било убаво, Природно, спонтано. само едно цвеќе однесеш на Поштовање е учителку, било- да, разделба с учителку и пошто учителка се е сликала веројатно со сви други деца, а пошто ми смо две, сликамо се с њума с брата ми и тоа е некоја њојна роѓака беше дојдена од Прилеп и она се слика с нас. Веројатно му беше убаво што смо Веројатно, близначиња. овој би е драга слика, сигурно. Многу драга, за тој кој- го и понесе, вика. Кој не може да се забрави никад. Да. Се доводимо овој кога сте биле у веќе пето оделение, шесто. Овдека Да. пишува пето Да, оделение. веќе пето оделение, класен ми беше Тодор Трајковски, еден од построги професори по математику. Тодор. Тодор Трајковски ни предаваја математику и не смееше да се деси некој од Некој с негови... бело коса беше да, човек, с да. бело коса. Да се Многу е деси био некој да не знае математику, а он ни е класен. Да. Дури татко мојот иде куде njega и му вика професоре, ако не знае, слободно да го удриш шамар. Замисли, татко ми мој, на професора му вика, ако не знам математику, куде смо смеале ми да не знаеме математику? Ми смо знаеле сви математику, перфект. Да. Тако да многу ми е послужило тоа што смо го научиле математику, затоа што у гимназију като отиде и почна Ставре да ни предава, Ставрата никој не ga слуша, никој ништо не научи, али смо ми имале јаку основу од Крстем и Сиркова Тодора, тако да смо знале математику у гимназију, без разлики што не Ставре предаваја. Славице, има ли нови ученици или веќином сте биле пребацени исти сте вдека? Веќином смо исти до осмо деление, се ги спомнавте пред малку тие. да, веќином смо исти. Тие су, тоа е исто класен Тодор. Тоа е вајда кој оделение таму пишува.
Јас се сеќам дека мислам дека овој човек и приватно давае часови по математику. Па најверојатно, он е Да, бил да. многу добар математичар. Добар Да, математичар. добар математичар. После туја е разделба и с класнога и учителку го викамо. Разделба, 8 деление каде завршуваме. Значи, Ево ја ќе пишуе Моме, Сашо, Славка, они су се Зоран, сви Марга, потпишале, значи, Владо, Верица, Николина, Пандора. да, и Николина учеше с мене, Маргарита. Има многу, значи, Да, пуно, цела генерација. цела генерација и беа доста успешни луѓи, после се еве с некои дан денеска видуваме на средбе у гимназију кои се училе. Па ти Кад сам си туја, ја да кажу за до осмоделение, сакала сам ги сви предмети, меѓутоа посебно љубов сам имала за ликовна уметност, значи. да. Тој ме е влекло. Можда ете и мајка ми и ујко ми тој најмал и он исто е креативен, а и брат ми. Брат ми е надарен, само да докажу, тај љубов кон Кон уметност, кон ликовно, допринесе ја да добiju прву награду у Крста Мисирков за ликовно, за детски творбе тамо, на ниво на општина Куманово. Тако да јас сам добила тој награду и чувам го, 73 годину. Кој ти ја предаваја ликовно? Ликовно ми предаваше Мите 3 години, а у 8 оделение дојде Јован Тодоровски. Аха. Тако да задњу он ми предаваше, а 3 години Мите. Ај сега овој прилика, ако се сеќаш да ги кажеш кои се биле и професори у основна школа од 5 до 8, математику, македонски. Македонски ми предаваше Нада Виденова. Македонски Да. сам го многу сакала, значи. И тако да имам овој, кажи га, дарбу да пишу и песми, исла сам у литературну секцију. Многу сам го сакала и професорку Надо Виденова, многу е била добра, значи. Историја, географија. Историја ми предаваше Живко Цар, Покојни Живко Цар. покојни Да. Живко Цар. Физику Трајко ми предаваше. А Трајко Зверга вика сва. Да, физичко? А, Дајлевиќ. не. Тоде ми предаваше едно време. Аха. Тоде физичко, да. Тоде Насковски. Да. Хемију Дивна Цекова. Дивна Цекова, да. Да. Кои други предмети? Еве да покажеме овој. Француски Драгица Пешич. Исто морам да кажу дека многу сам го знала француски јазик. Многу ми ише јазик и многу ме сакаше исто тај професорка Драгица Пешич. Она ми Да. предаваше, да. И после како одличен ученик идеш у гимназију. Да. Иду у гимназија. Еве ова е убава слика баш пред гимназија овој. Мисли дека овој Душко Тодоров Попидич. Да. Дуле. Таа е од гимназију слика, значи ја од гимназију имам ги само од 4-ту годину. Имам некои малечки, ситни, прву годину кад бемо, само да ги покажу. Тоа е мој клас бија, Овдека овој е кој година е овој? тоа е 4-ту годину сам била ја. Значи овие се од прву годину, пошто ми бемо 8 паралелки у гимназију. Еве ќе го покажеме, а ја ќе ги читам позади. Јасмина, Велка, Славица, Никола, Мира, Јосеф, Не, Винка е тој, значи Винка, ја си ги Сунчица. познавам, значи ја може да си ги кажу Ајде. свите. Прва е Мимица Јаспина Петрушевска, нели ќерка на овога на што беше директор на Шамни цеви. Добро. Она, па Никола Стојанов е до њума, па сам ја. Чекај, не, уствари не е Никола, не ги видам, Весна Димитриевска, па Никола Стојанов, па и Јасмина Арсовска, она предаваше, мислам и сега дали држи школу по англиски јазик. Виолета Јаневска, после Јулијана Гаревска, она беше судика, она е учила с мене. Снежана Ангеловска, не знам они што су завршиле, некои не сам ги видела отак. Покојни овој Благоја Насковски Штерчо, Татјана Арсовска новинарка исто с мене учила. Ту е у први ред. Ето туе смо биле ми. Таа Баже Штерчо. Да, ми смо биле прво 6 клас и смо училе заедно. Да, значи, оно да, Тања с мене од учила корона Баже почина Штерчо. Штерчо. Да, Штерчо меѓу први од корона почина. И тоа е било тамо, Доцка ни беше класна по географија. Легендарна Доцка. Доцка, да, у прву годину. У прву годину, да. На тоа што јас такvu среќу имала, сви 4 години сум имала различни класни.
U prvu godinu Docka, u drugu godinu Žarko Dimitrijevski, u tretu godinu Arap Đorđe Cvetkovski i u četvrtu Dobre Davidovski svirac. Znači, 4 godine, 4 клас. Зашто Арап трету годину кад ни беше класан, требаше да не биде и он у четврту, али ми бемо јазичен смер, нема смо физику у четврту годину. Он не остави и за мене добро да ни изведе до крај. Да. Тај беше нашата кој, да кажу, судбина. Од гимназiju има многу репрезентативни професори. Да. Тој се биле плејада на успешни педагози. Еве еден од нива е и Душко Тодоровски, професор по физичко. Туј смо сликани после час на физичко с професора Душка Тодоровскога. Тој смо само женски од четврто 4 клас, значи гимназија, јазичен смер. И мора да кажу дека ми бемо последна генерација јазичен смер. После нас се уведе општа насока. Сви бева исто учество, значи не се делество на математички на јазичен. Добро. Значи генерација 59-та по нас иде со сви општа паралел. А ми бемо последња јазичен и математички смер. Еве спомнаваме и Дулета, он е меѓу нас. Да. Дуле бе исто многу интересантен човек. Многу интересантен, а ја пошто имаше афинитет за филскултура, мислу, обожаваше ме човек. Дури сам и рецитирала и овие, кажи ги, песмички некои на час по Ви сте физичко. вежбале физичко веројатно надвор туја на игралиште. Вежбале смо надвор и у салу смо вежбале, Да. значи, да. А Дуле како Дуле, он е бија строг, тражие да се вежба. Да, Не Дуле, е да. попуштае. Дуле бија строг, али добро. Јас сам имала афинитет за филскултура и била сам... Сакала сам го физичко, значи, тој. Ова е исто четврти клас, гимназија, тоа е с мој клас. Тоа е баш на час, пошто бемо пола учесмо англиски, пола француски. И за тој су сликани туе два професори, Фантом ни предаваше француски и Елеонора англиски на овие другите. Да. И ето, туе сам, јас сам у први ред. Па Среќко, овој од Пчињу с мене учеше, Зорица Митричка, Јасмина Петковска, Светислав Трајковски, овој с карате се нешто занимава и безбедност. Часлав Лазаревски, Јасмина Арсовска по-англиски. Потоа Перко Марковски, он беше правник уопштено, Билјана Ѓорѓиевска, Славица Миташевска, Зоран Манасов, Драгица Мичич, после Јасмина Лазаревска, Билјана Дамјановска, Јасмина Зисовска ми е исто од прво оделение и у гимназiju и колешка од факултет и на работу с њума смо цел век заедно. И други. И други натаму, значи. Гимназија како гимназија е била школа за, како што кажа, за поштовање и на некој начин тоа е било основа за дале кој сака да продолжи високо образование. Да. Гимназија на некој начин е давала насоки на ученици у кој правец треба да се развива. Тачно. Ја може да кажу дека најубави су ми биле тие денови кога сум учила у гимназију, средњошколски, смо се дружиле с мои школски другачки и ден денеска с некои си имамо контакти. Контактирате стално, да, контактирамо, дружимо, а да не збору за тие средбе. Порано на сваки 5 години, сега почнемо сваку годину да се организирамо, да си се сретнуемо. Еве ги тие средбе незаборавни. Има некои од тие средбе, да. Тоа е негде на 15 години, а ово е на после 10 години матура, значи. Овдека, кои сте на клупа? Па овдека смо Зоран Манасов, ја, Билјана и Благи Митевски, они земјоделски инженери беа Благи и Зоран. Да. Свакако Славица дека најбој момент у живот на младого човека у тоа време е и доживле да се пречека матура. Еве го ова. Да. Мајка ви веројатно, како што има стил да ве дотера, она ве Да, она ми даде облекла. идеја, ама Халину ми гуши една професионална шнајдерка, тој до гимназију имаше дуќан. И многу ми беше убаво, мислам, Убаво си била осеќај, облечена, убаво да. осеќај, убаво дотерана. Тој време сви да сме пред плоштад, шета сме с партнери пред да идемо да славимо, нели, задњу матурску вечер. Ми так славимо у хотел Кристал. Да, некако не, тоа е извини, било сви 70. су славили у Кристал, така традиција некако е било таму да се иде. Па не знам, после Да. почнава можда и да менја, а ми у хотел Кристал славимо. Важно сви парадирамо пред плоштад туја пред на чаршију, у чаршију и за матур.
Узбуđenje je bilo, емоција, радост. Емоcije, da, prosto ne ti se veruje da si završio srednju školu, jedan put bivaš возрастен, treba da razmisluješ to, kude, dalje, na primjer. Да, нормално се консултира с родители, куде ќе продолжиш. Родители, не знаеш uopšte, još to prvo se orijentiraš, znači to je една професија што треба да го избереш за цел живот. Сако вие да ги покажемо слики, ово е... Тоа од средњу школу ми е останало сеќање дека ми бемо учесници на след, так свите учествуества за Ден на младост, 25 мај пред Титу. Тако да Куманово имаше ту чест и гостивар да спремив еден сплет на игру, Свет за сутра се викаше тој. И мушки бева од гостивар, од средни школе, 2 и 3 година, а исто од Куманово бева само женски, 2 и 3 година. И тако да вежба смо и да смо, они доваѓа куда нас од гостивар, па ми од гостивар, за да се ускладимо. Целу годину смо вежбале, а ментори, професори беа по физичко, Жико Крстевски беше. Да. И сега не му знам име, албанац професор по физичко, Аслани. Иса Аслани. И они не вежбасва нас, тако да тоа е, еве, не, тоа е друга слика. Тоа е, значи беше у Београд, у касарне смо биле сместени. Се кажи ми како млад човек, тега неверојатно задоволство е било да отидеш као учесник на след. Што си ти осеќала тега? Па ја мислам не стои на земја, лето, значи толку Срце сам ти е била било пуно. одушевена, не може да ти кажа, тој само може да се доживи. Па уште пред Титу да вежбаш, значи стварно доживљај е било тој. Свак не може да иде и тој задоволство да го има. Еве ту у касарне смо биле сместени војнички. Имам овдека некои фотографии кои ќе ги прикажемо. Ово е веќе нешто пишува Стоби овдека. А тоа е после Али у како гимназију не студент. се изгубило твоја љубов према пишување, према Да, па тој си истражување. постои, тој нема врску, Да. ти почнеш тоа се определиш, ако си надарен, да надарен си, да. У почеток, да, мои родители сакат, пошто татко ми работи цел век у медицински центар. Оне сакаја да биду или медицинска сестра, он многу сакаше средњу медицинско. Ја нечу, он сака и јас се запишав у гимназију. Па после докторка, бе не ме влече ме на тој, викам, што? Да. Нечу, татко ми е сакаја нешто с медицину да има, ама ја не сакаше. Ево овдека Стоби. Тој е на факултет, веќе се запиша на историја на уметност 77-78 годину и тега бемо, па 5 мина Кумановци бемо запишани тега, моја генерација. Кои се биле покрај тебе други кумановци? Па други Кумановци беше Богдан Таневски, сак покоен, мој директор ми беше у музеј. Јасмина Зисовска, да, еве Богдан беше, и Весна тој на крај се гледа, и она ми е исто колешка била од Куманова. Весна Дамјановска, сега Данковска беше она, уствари Секе Дамјановска. Да. Добро. Весна Данковска, Богдан Таневски, Јасмина Зисовска, ја и Гоце Јакимовски, Божурски. Гоце Божурски. Да, ми смо колеги, значи историчари на уметност, што смо заедно студирале. Сега, студентски денови се едни од најубави моменти на младого човека. Ти као студент веројатно си била сместена у дом, не си путувала, там си учила. Ја како студент, добро, е близко Куманово Скопје, обично сви путуесва. Значи путувале сте, Али ја не сам путувала сви, само 4-ту годину путуеше, а први 3 години сам седела у Скопје. Значи, одма тој близко до факултет. Куде ви беше сместен факултет? Факултетови, а нови сега, правни, што су филозофски, економски, туја. Ти куде е Бит пазар што е? На Бит пазар сам седела едну годину под Кирију, тој е близко ми беше одма. А после 2 години Гази Баба одма и тоа е близко до факултети. 4-ту годину у петак нешто нема смо предавања, помалку предмети. И за 4 дена да плаќамо Кирију не се исплати, така да сам путувала 4-ту годину. И како може Славица да ги опише студентски денови? Студентски денови са, што викам, маштовити и бурни, бурни су, тоа беше голема промена за мене, затоа што од едну средину веќе улазаш овамо
gde su prisutni od celu Makedoniju, imamo kolege. I prvo mi беше čudno, едни, например, od Струмицу зборив струмички, битолчани, битолски, велешани. Tako da u samиот govor имаше разлика меѓу нас и беше ми чудно, знаеш, од еден пут од почеток не ги разбираше што зборив некој, знаеш. Да. Ако е, пошто зрвони се упрашање, ако е дел од Македонија све тој, али после се навикнамо и се многу друже смо. Имала сам колеги од Битала, многу драги колешки, Лиде и Аница, од целу Македонија. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Listen, I wanna be there with you no matter where you go. Life is a table for two and we're starting the show. Well, I'm gonna spread my wings and fly so high up above the clouds. You know that time doesn't wait for your dreams. We're living right here and now. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Are you ready for it? Better take your shot. It's gonna do the things that you wanna do, yeah. 'Cause this time is the right time, baby. You're the star and this is all about you. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play, yeah. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play. Конкретно, Славице, Кичево од- да објаснимо нашу публику историја на уметноста кога се студирало, што е било акцент на ваше учење како факултет, како Како факултет, па уметност која стари народи се проучуваат. Конкретно смо училе, значи, стари народи Египет, Рим, Грција, тој главном тие Византиско културе. царство. После тој мисловија најстарите, па и во Месопотамија, Асир, тие, сви тие, тако да, после смо и, па да, Римско царство, па после Византиско, све тоа спада тој. И после сме училе и овие нова уметност, што е
современа уметност, средњовековна уметност, османлиски период, све тоа фаќа, све тие периоди. Значи, ви сте го завршиле факултет у регуларно време? Да, у регуларно време сум го завршила, па ја сум била една од подобри студенти на факултет. Ја требаше да дипломирам 82 годину, ама ја остана бремена с керко ми. Такој да исчисти све испити, али дипломска ми остана. Требаше до крај да го исчисти дипломско, меѓутим керка се роди у ноември 82 ја не мога да Ти си така дипломирам. минала у љубавни Да, воде, да. као нормално свак млад човек залюби се и Веќе беше у брак улезена, тако е да наредну годину дипломира 83 и тој на 9 мај, на ден на победу на фашизам. еве, А овој смо с мужа ми, муж ми е Милорад Крстич. куде се Славица и како се запозна со супруга, дали на игранку, дали на корзо? А со супруга се запознамо, па тој Случајно. на Корзо, да. Пред Стоковно се што е Борова беше тоа. Да, туј се шеташе. Тој, да. И ми смо генерација со супруга, само што не смо се знале. Он е завршија економско средњо, а ја гимназију. Он е учија у 11 октомври основна школа, а ја у Крста, тако да ми не смо се знале. После матуру се запознамо, после матуру, значи матуру завршимо, па после и так се запознамо на... Ali еве, овој слика илустрира дека е било стварно голема љубов. Тој се Много смо се сакале ми с мужа ми такој. Да. Нека цете налютимо се, скарамо се, помиримо се, али интензивно 5 години смо ишле у љубов. Таман оние баш студентски данови кад су биле, ми смо ишле у љубов, баш така. Кад смо студирале. ја би овдека слика. Да, тој е на Вренско џаде с мужа ми, како беќари девојка. Ето тој. Еве исто е оваа Таа е слика. исто дечко и девојка. Тоа е више натамо. Иначе муж ми има завршено и он студираше на филозофски, на општонародну одбрану. Он куде работи? А он работеше како референт по народно одбрану у Стоковну куќу наму. Но куќа, да. Меѓутим, нама нели остана под стечек, до 97 е тамо работаја. Па после приватно куде мене се работеше по Илакови, али не по струку, него нешто како книговодство водеше, пошто има средњо економско. И после куде Колета, од таму и пензију зема, овој приватен аеродром што е Бониер. Пилот, Да, Бониер. Коле пилот. И од таму си он зема пензију. Е, сега круна на вашу љубов е брак, Тачно. ово е венчање. Тоа е регистрација. Ту се регистрирамо. Да, на 13 август беше регистрација, после свадбу. Кој годину? 80? 82 година, да. Тоа е... Овдека е куми Старејко, веројатно. Да, позади су и наши, гледам, мајка ми, татко ми, свекрва ми, свекр ми, некои роѓаци. Кој би е кум бие Славица, кој е Старејко? Старо кумство на мужа ми Аха. од Младо Нагоричино. А Старејко беше на мужа ми другар, И кој се вика? Мирко. Мирко, добро. Мирко Станковски на поп Трајчка син. Добро. Еве, Славица. Еве, ја тој сум невеста. Невеста, свадба ни беше на 3 јули 1982 година. У Куболи или у Кристал, кој е бил? Наша свадба беше у пензионерски дом. Доле пе. Да, тоа е било огромна сала исто. Да, тамо и так се идеше по снашку, нели, по улице, с оние инструменти у руке, пешки, и па после се враќамо па од другу страну, од куде пазарче надоле, до автобуску. И тега да проде снашка, сви искоче да го види. Да, а е овдека нови фотографии од татко ми, мајка ми, брат ми и една моја стрина од Аранđеловаc. Тоа, Еве, исто а добро. овдека смо с фамилију на на мужа ми и мој. Сватови, значи, тоа смо. На свадбу и Девер Ручак ми беше исто другар на мужа ми. И еве, Еве, тој ми е керка, значи, Најбав момент, ова е најрадосен. прва фотографија со мојата керка Марина. да го поздравиме Марина. Да, Марина. Ете, тука. Тука. Еве, ту е Марина на 1 година. 1 годину има ту Марина, а јас сум веќе бремена с друго дете, пошто со они многу мала разлика, 1 годину. Добро. И за 3 неделе, после годину како напуни керка ми, родој се син ми, Ѓоко, на 9 декември.
1983 година. И еве, па некои Чекай. помали фотографии. Еве ги овдека најбава слика Да. с две деца. Еве ги, туи се, значи, Ѓоко има ту 2 месеца, а Марина годину, значи, само што напуни. Таа ни е една од први фотографии. Седеле смо на Вранско џаде, туја 6 години у куќу. Куде свекрами, Да. да. И после овие убави работи, ти починеш да работиш у... Значи, мене ми се прво деца родива, ја нема среќу да користу, нели, тој трудничко боловање, како други жена, породилно, што ја знам. Кад се родива деца, после тој се ја запосли. Деца се родива 82-83, ноември и декември, а ја се запосли на 1 април 85 годину у музеј. И тој, благодарение на акцију за вработување, на ниво на општина Куманово беше тага, така да сум чекала 2 години за работа. Да. Ја дипломира 83-чу. А еве ова е убава слика. Овие сте кад су А овој тој су повозрастни. поголеми, ту има и помали, да. Ова е ваше најголемо богатство. Еве, овој смо ми, фамилија, значи муж ми, ја, син ми Ѓоко и керка Марина. Тој смо сликани 2014 на едну славу деку машина. А тај ни е една од последни што смо заедно сликани, пошто они још не бева женети одадени, на едну свадбу куде уиками. 2017 смо сликани туја. После си створива они нини фамилија и Да, така свак човек секси ако свак по свој да. пут иде. И тоа е убаво кад деца си ќе најде пут у живот. и Ете, да тој се- су ми син и керка туј на 7 и на 8 години. Значи, Ѓоко е бија прво деление, Марина второ. И они се училе у Крстен Мисирков, по Трагин на мајку. Еве, ту имamo многу прегаш фотографije. Таа една... Ова е убава слика на некој седенко. Тој смо с мужа ми, па имаше некоја... У Кристал прослава е изгледа било, дека да. прослава за најболи спортисти изгледа бева. С Колета бемо заедно, сеќам се, он беше најдобар спортист. 93-та година тој. Аха, Коле пилот. Коле пилот, да, и тамо смо сликани баш с мужа ми, пошто он су другари с Колета. После да не забравиме овој сегмент да кажеме дека ти уводен дел кажа дека сега имаш и унуку Да. или и Имам, како се да. вика унука? Може да кажу дека сам горда на мои деца. Да, они се успешни. Они су многу успешни. Мој син се вика Ѓоко Крстич и он основач на прву лабораторију за информацијску безбедност у Македонија, Браво. Zero Sense Lab. Он е по професију безбедносен инженер. Он работи сега у Холандија, у Амстердам, на некој банку, иначе живи у Лейден, тој е близко до Амстердам, 10-15 минута е с воз или с авто до Амстердам. Иначе работи од дома главно на компјутер, само еден ден у неделју иде у офис тамо да работи у банку. Како се вика унука или унук? Унука се вика Александра, Добро, нека е жива и здрава. она живи с нима таму у Холандија, Снешка Билјана. И Александра има годину и пол, она се роди на 18 јуни 23 годину. Ова е син ми Ѓоко, значи и многу сум горда на njega, што ми е увек помагае на работу за изложби мои, за дизајн на корице на книге, тоа е све негово дело, за каталози исто, за покане. Фала му, не може да му се одужу, значи никад. Предпоставljam дека и он е задоволен од мене, тој ми е керка и она е исто успешна професорка по класична култура. Тој е изборен предмет у 6-то деление и нешто сега поново и фотографија у 7-то деление се учи. Она предава у 2 школе, Крстен Мисирков и Кочо Рацин. Така да сега моментално е на породилно боловање, има вкеркичку, Нина се вика, која се роди пред Нову годину сега, баш на празник Свети Ето. Никола, да. Исто е, ова е еве убава слика. Ово е баш на тој изложбу за архитектонска декоративна пластика, за коju ја доби награду од МНК ИКОМ, тоа е Меѓународно здружение на музејски работници на Македонија. И син ми прави тој дизајн на корицу. Да.
Гледам по фотографии, имала си пуно изложби, пуно Много, настани. така. Твои руки... Ово е фотографија с колеги од промоцију на моју прву книгу, ова е прва книга, Да. монографија Црковни споменици во Кумановско. Гледам сега дека Значи, за коju ја исто и доби ноемвриску награду од област на културу 2014 годину. И не само за овој книгу, него и за изложбену дејност, за сви активности што сум ги имала од област на културу у Куманова. Што е поента да објаснимо на нашу публику црковни споменици во Кумановско, пишување на ова поддело тражи многу ангажман, многу истражување и ти си успеала да ga склопиш овој мозаик. Поента е што без теренски истражувања не може да се објави книга. Значи, јас сам почнала од 2004 годину активно да истражувам и да тој после вроди с плод за да се објави. А пред да се објави оваа книга, значи мало и изложбе претходиле су. Имам направено 8 изложбе и за сви нима изготвени тие каталози. Али овој беше врв за да се истражи, да се објави една ваква монографија, пошто за Куманово немаше соберено една монографија за цркве, сви на едно место сублимирани, него имаше, да речемо, само поединечни монографии, тој само за манастир Матејче и за Свети Ѓорѓи Старо Новиричино, и тој, мислу, сакаше ја Новиград да остане нешто и кога ќе дојде некој турист или некој добронамерник да потражи, да види, не да лута да тражи поединечно за сваку црква, него што имамо ми од културно наследство црковно, да потражи да види од едну книгу, се да прочита. Еве, нова монографија Трајко Муфтиновски, Муфтински, прв академски сликар и зоограф од Куманово. Убаво дело. Многу од кумановци не знаев, па и наши не су знаеле, мислу, у музеи, пошто сваки нешто распоредено на свој работу истражуе, дека уствари ми сме имале првога зоографа у Куманово и прво академскога сликара, зашто сега има, знаеш, многу уметници современи. Да. Али не смо знале порано у тој период, меѓу два рата, да речемо, дека имало и некој постојаја некој Куманово што се бавија со сликарство, што го интересирало и тако да ја почна да ги истражуju, али он е недоволно истражен. Јас сам го истражила само у Куманово што е работаја, а меѓутоа он е работаја и у Скопје. Тој дел и живее у Скопје, тако да и е бија члан на ДЛУПМ, на Друштво на применети уметници у Скопје, на Македонија. Тако да тој дел кога живеја у Скопје не е истражен. Гледам сега што ставljам слike на Фејсбуци од иконостаси, пуно дела су на Трајкат, а они не знаев дека тој су негови дела. Значи он има пуно работено у Скопје, сак може да кажу. Мои колешке што су историчари на уметност од музеј, можев да продолжив да го доистражив Трајкат, Трајко не е доистражен. Ово е дека само Куманово. Значи истражен само у Кумановски села, а у Скопје и у Врање исто работаја многу врањски цркве. Еве, ово е скоро 400 страни цркви и манастири во Жеглигово. Да. Доста си била активна, пишувала си и Била. останало е за град Куманово овие важни работи да ги Ова ми имамо е како посебно документ. драга книга, затоа што у прву црковни споменици опфатени су 3 периода. Значи, опфатени се византиски, поствизантиски и преродба. А овдека овој последниот су опфатени 4 период, преоден, што е многу непознат кога нас, не проучен, не да не е непознат, тој е период меѓу две светски војни. Значи, што никој не го проучуваја и не е имало многу творештво, народ е бија осиромашен од рат, од едно друго, не су имале пари да ги плаќа во сликари, да ги слика в цркве, тако да ја успеа колку толку да ги истражува тој период и да виду, па беше Трајко творија куда нас у Куманово тој период и кога ќе отидеш у цркву, гледаш стара црква, да речеме пред рат 38-26, а нема фреске. Значи не народ имаја пари да плаќа. Тек сега ги ги сликав с фреске у 21 век, а морале су да имав само иконостас. Зашто црква ако нема иконостас, не може да се служи во. Така да иконостаси су сачувани и главном су од
Трајка Муфтинскога, овој наш. Сакам да го искористам овој ваше присуство. Ми у Куманово имамо доста историски знаменитости, пошто на вас тоа ви е струка. Еве конкретно ќе ја прашам. Историски обележја на Куманово ден денеска су наша чувена Соколана и занатски дом. Да. Ти како стручно лице у твоја област, како ги гледаш тие два објекта од твоја призмуна тачка? Мене ми се многу свиѓав. Тоа е белек на едно време. Беше белек на оној време помеѓу два рата. Значи, како и да е, ете па градило се нешто, и архитектура, и жал ми е што многу куќи од тој време, с типичен тој белек на стару архитектуру, денеска ги нема, срушени су или су у јадно стање. Бар оние што веќе ги имамо, треба да се реновира и да се одржува, да сведочив за едно време, а тие не случајно ги работа еден од најпознати архитекти Владимир Антонов. Руски инженер би он. И Момир Корунович го Соколано проектира. Да. Тако да Соколана и Занатски дом су по мене едно од најубави зданија у Куманово. Значи, и ту и овој комплекс на општина с онамо на крај завршува с хотел Куманово, што се ми е многу жал што е напуштен и еве апелирам до вие што се надлежни да го обновив хотел Куманово. Тоа е белек на едно време. Еве, Соколана пред година и пол обележи 100 години од камен темелник, тоа е една голема работа. Окој како гледаш визуелно Соколану и Занатски, има некој специфичен архитектонски облик. Во тоа време кој се е градило и визуелно како архитектура изгледа многу убаво. Да. И Соколана и Занатски. Па мене ме нешто подсеќа на Романикове наша Занетски дом, нешто слично како Нотр-Дам у Париж што е, или такој тие куле што ги имамо ми, такој ме подсеќа нешто малце на тој стил. А Соколана ми е стварно преубава и она. Она се сега реновира Реновира се, да, виде се реновира. И тоа е добро за град. Еве, јас сум била како дете, како средњошколка сум била у Соколану. Не само за спортски активности, навечер се одржува свои игранки. Јас сум била на игранка у Соколану. Па смо биле после тој у школу, 11 октомври имаше некои игранке. Позади културен дом Симерони, там смо биле на игранке. Тоа, мисло, али посебно Соколана треба да си го задржи свој изглед првобитен. Да. Тоа е малку специфичен процес на реновирање, затоа што тој напред дел аутентичен, не смее само се премачка с фасадот и се изгуби. Треба да се задржи оној автентично што е и Соколана, еве и Занатски дом, гледам дел га реновира, да. У твој живот имаш добиено многу признања. Ноемвриска награда на Куманово ви е многу драга. Ево вдека имамо и музејски проект на годината, Славица Крстич. Али ај прво да го покажеме ноемвриску награду. Мисло, она ми е најдрага, да, на ниво Да еве труд и работу. Тоа е ноемвриска награда, оно се пишува тамо од областно културу за културно наследство. Првенствено, значи, за мој работа у музеј, јас сум работала скоро 4 децении и на 22 ноември се пензионира. Тако да, овај книгата и теренските истражувања и изложбе и све тоа е плод на овој ноемвриску награду. Да, на овој монографија што го покажаме. Имам и фотографија, имам туе од ноемвриску награду, од доделување. Како доби Славица ноемвриску награду, тој на некој начин ти е било круна на целокупно твоја работа, jer ипак град ја препознае оно што си работала и добила сега заслужено оно што ти следуе. Ја не да се фалу, него јас сум по природа многу вредна, работлива и многу сум работала у музеј. Тако да мене после ми беше многу тешко като стана у пензiju, јас сум научена да работу. Исто како еден пут немаш некои обврске. Многу ми беше тешко да се навикну да не работу. Потешко ли е пензионер или кад си... Па полесно ми беше да работу, не, значи малку ми беше тешко. Човекот падне у пензiju, да, малку му е Да, и еден пут немаш некои обврске. Али јас сум па активна и ден денеска ме вика ви колеги, соработуемо и од Врање колешка исто ме вика.
нешто пишува рецензiju за ликовну колонiju за Врање, за Прокопчински. Тако да викавме, и колешка ми викаеве, отвара изложбу себе за ликовну колонiju, беше 50 години јубилеј. Еве го дека Деки. Туја ми е Деки, пошто јас сам била 17 години председател на синдикат на при Сонг смо ми, у музеј, и после ме замени Дејан Ѓорѓиевски колега, али еве за тие 17 години они ме повикасва со кние нова председателка на регион Цветанка Митевска, Цеце, и они ме баш изненадива пријатно, като стана у пензiju, викаваме на састанак у синдикат и ми дадева едно Едно признание. Признание, една слика да кажу. Сакам да те прашам, кога млади луѓе сега во денешно време, овие малку компјутери, овие лаптопови, овие телефони некако оддалечива ги деца и од оное право истражување и од учење, читање книге. Кога млади генерација има ли интерес конкретно за овакvu истражувачку работу? Работа има, само треба сам да се заинтересираш, да истражуваш.
A ako ne si zainteresiran, sve je džabe. Иде и да се пишуе повише книги да, и за да се Куманово. пишуе за све. И за, ми, конкретно наша група Историја на уметност с археологија, ми може да работимо и како историчари на уметност, и како археолози. Значи, ми можемо да водимо и средновековна уметност, и современа уметност ликовно, и можемо како археолози да работимо. Праисторија, антика, средни век, све тоа. Значи, широк е диапазон с кој би могале да работи наши колеги, да. Они бева заедно овие две групи, док негде 1900 година генерација на сина ми кад се запишува на факултет, так ги одделива групе. Значи, тоа е било 2002-2003 година. Група Историја на уметност и археологија беа поделени. Башка Историја на уметност, Башка археологија се исто су пред на исто катедру са тамо на филозофски факултет, али ги поделива Башка археологија, Башка Историја на уметност. Славица има еден, како да кажа, забринјавајќи податок. Се помлади генерации запишувам на те факултет, као сега ете нема перспектива, нема будуćност у тој, што е погрешно, ипак мора и тој вашу струку некој да учи да го наследи во овие што сте го работале. Сега веćinom деца идем на тој информатику, на веćinom на информатику, на математику и Зашто Тоа и мислам ми дека сме не е се добро. и ми сме се плашиле кад студиравме историја на уметност што ќе работимо, куде ќе се запослимо. И право да ви кажу да не беше оваа акција, кој знае ја кад би се запослила, акција за запослување, многу тешко е да се запослиш у културу, мислам, културни институции, посебно у музеј, еве па и на конкурс, затоа што веќе има вработени и док да отиде они у пензију да се ослободи место, године пројдев. А овие што су завршиле чекав и нема шанса у струку да работи. Така да пуно наши колеги не работи во струку, него нешто куде што им се укаже прилика, да. Еве ова е фамилиарна слика куде што се добила признање. Ово е тој фамилиарна слика од промоцију на овие две книги. Да. Овие две книги промоцију правимо после, пошто тој бева издадени за време за корона. И ја доби награду за ова што е Трајко Муфтински за и još други активности од музеј. Добила сам награду за музејски работник на годината 2020 година, а плакета ми беше доделена 21. Значи, а за ово исто доби пофалницу за проект на годината, исто цркви и манастири во Жегливово. И пошто не можеше да се одржи промоција, си бемо под маске, немаше дружење. корона беше. Под корона беше. И кад пројде корона, ми так направимо промоцију и на двете книги заедно. Една е 20, друга е 21. Така да на тој промоцију за Занатски дом, еве 22 година одржамо промоцију. Да. Тој не само фамилија, бева ми и колеги, ја ви Еве сега дека да ги покажеме кој е признање. Таа е, Музејски работник на годината на Македонија. да, тоа е баш за... Ја конкурира со овој книгу за Трајка Муфтинскога, така да од страна на МНК ИКОМ. Од комисију таму. Да, членови комисија на МНК ИКОМ, тоа е Меѓународно здружение на музејски работници на Македонија, на ниво на Македонија, ја беше прогласена за најдобар музејски работник за 2020 година. А плакета ми беше доделена 21. Значи, Тоа веројатно у Скопје е било. у Скопје, да, Еве ново во признање. Даут Пашина Ман. И тој за последњу овој книгу мој монографија цркви и манастири у Жегливово. Исто доби од страна на МНК ИКОМ едно признание за музејски проект на годината 2021. Колку ти значи на тебе, Славица, овие признања што си ги добила? Еве, би ги прикажамо. Па мене ми Тоа е на многу некој начин значи... круна на вашу работу Да, целокупно. тоа е круна, да. Вика, луѓе, крајот го краси делото. Така да, ако работиш, исплати се све. Некој вика, не се исплати. Не, треба да работиш, да заслужиш, па стварно, значи, ја мислам дека сум си ги заслужила овие награди, али сум вредно работала. И свак труд добива награда. И сум наградена, значи.
Дали спремаш некој нов монографија, нешто имаш и желба да пишуваш? Па не знам нешто, ќе видам. Можда ќе пишувам некои монографија тамо за некои поединечни села. Еве, пошто ти ја пофали на почеток, ја ти давам идеја за Клечовце да напишеме монографија. Па може и за Клечовце, може и за Четирце на мужа ми село. Да. Мисло потекло, они се од Четирце. Може и Четирце, може и Мургаш. Значи, жалосно е сега, например, некои тие села нема ни луѓе више, а нема ништо ни запишано за нима. Нешто има пишувано Хаджи Василевиќ и Јован Трифуновски и у поново време овој Стојко Николовски. Ке видим. Не сам размислувала. Имаш амбицију? Имам амбиција, така да стои на располагање и ден денеска колегија, директорка, јавлja ми се нешто кога им треба податоци за музеј, за било што, дали историја, дали археологија, етнологија, пошто јас сам водила и музејску документација у музеј, така да имам увид на свите одделенија, на сви збирки у музеј и нон-стоп ми се јавлja, ви се консултирав с мене. Куманово како град, ти си многу истражувала, како ти изгледа у смисол на историски компоненте, на богатство с културни богатства? Па, Ти сега многу го запознала Куманово, Куманово е специфично во тој сегмент. Може да кажу дека не дека е наше Куманово, моја Куманово, јас се осеќам тука како Кумановка и многу си га сакам Куманово и сам си га цело истражила и христијански, поготово споменици. Куманово е едно од најбогати региони у целу Македонија, значи не само за нас кумановци, него богато, покрај Охрид да кажеме што има толку цркве и мислам дека Куманово е едно од најбогати региони со христијански овие споменици на култура. Што се однася до овие османлиски споменици, мислам исламски споменици од османлиски период, многу малку имамо, туја не е ништо сачувано, пошто денешно население гледам дека ги руши тие стари џамија и гради нове. Едино су сачувани само две џамија од османлиски период, тој су 16 век, нашава е стара џамија Ески, Татар Синан Бек џамија, 1532 година, и у Табановце Татар Синан Бей џамија, она е исто од крај на 16 век, 1586-96 година, што е жалосно у какво стање се наваѓа, место минаре горе врве сруша. Меѓутим, надоле архитектура, тоа е изванредна да се погледа од страну, цела е градена у византиски стил. Мислиш како наши цркви овие византиски што градени, тако и она градена ред цигле, ред камен. И они су ставени и двете под заштиту, заштитени су за закон за заштита на споменици на култура, ама треба малку повише, но второто Табановце, да се обрати пажња, затоа што прво нема приступ тамо сега. И што е најважно, она е многу добро место. Одма до автопут, кад си автопут Скопје-Белград, од леву страну на автопут ќе дојде и се гледа и од автопут. И тој кад би се направило, знаете колку убаво ќе изгледа. Да се осветли с рефлектори, приступ да се направи, изваредно убав споменик на култура. Колку има Куманово, град знаеме колку има цркви и околни села што гравитира, колку ukupno има православни храмови? Сега оно има многу повише. Ја у моју книгу што сам ги опфатила од сви овие, така има некои урнатине, некои овој, едно 50 цркве има. Али има и сега нови што се градив, што тие ја не сам ги опфатила. И после Втору светску војну што са исто изградени, тие не ги опаќам. Јас сам ги обработала сви цркве, најстари цркве у Куманово што са, од 11 век, па до крај на Втору светску војну. Значи, најстара е Свети Ѓорѓе у Стара Горичина од 11 век, а последња од период меѓу две светски војни, баш у Рат е градена црква Свети Јован у Режановци. Значи, тој диапазон.
После тој, од 2005 нааму, знаете ли još колку цркви? У свако село има црква. Да, тоа е помодарство Да, да да. се прави Да. цркве. Добро, на некој начин тоа е добро да се осознава православие како Да. како наша вера и ми тој треба да се го почитуваме и да се го Тоа цениме. треба, имамо доста колеги историчари на уметност, нека продолжуе, нека ги проучуев и овие Да. нови цркве. Како пензионерка, ти кажа дека е потешко кога си пензионер. Како ти проваѓа време сега? Испунет ли ти е ден? Еве, ми ти покажемо на слику од ваше семејство кога сте били у Париз. Тоа е сликано 2018 година, а повод ни беше 35 години у брак, така да не частива ќерка и се. Уплатива ни тамо апартман еден у Париз и бемо целу неделю, прошетамо ги сви знаменитости на Париз. Париз убав град. Многу убав, па бемо и у Лувр, Сакре Кер, мислам све живо, Ајфелова кула, Дорсај, пуно знаменитости, значи Триумфална порта. Бемо пријатно изненадени, деца ни изненадива за 35 години у брак. Да, еве исто. А после за 40 години исто ни уплатива у центар на Рим, еден апартман и тако да го посетимо и Рим, и Ватикан, Свети Петар и сви тие поголеми знаменитости што беа све нормално Колосеум у Рим. Успоредба не може се прави, ке те прашам ти како И ово е историчар на баш- уметност. Да, Кој ти како град остави бољ од се, Рим или Париз? Париз е многу убав град, да, Париз ми остави по-убав печаток. Побава. А да. А у Рим, исто и Рим, сум одушевена и у Рим. Сега, не знам дали би направила некој поделба, значи подеднакво може да кажу дека ми се допада и сега- Париз и Рим. Сваки има. Можда за нијансу малце Париз. Париз, добро. Да. Се доваѓаме до оние најбои моменти, нормално како родител. На свако родител е сан да ожени дете, да биде успешни деца и ти дочека да имаш унуци, што е најголемо богатство. Еве Може го, ти е ваш син, Ово е Ѓоко и Билјана с мало Александру. Се живе у Холандија, у Лейден. Еве користо прилика да ги поздравам. они ќе го гледав емисију Ќе го преку гледав, YouTube, да. ми ги ставljamo емисија Да. на YouTube. И баба едва И чека сега, да го види значи, унуку. ја остана у пензија, па так бидна баба, значи. Да. Еве исто и Све у ќерко. свое време. И ова е ќерка с малу Нину, што еве за малку сега ќе напуни 2 месеца. И зет Александар. Скроз на крај, како пензионерка, ден како ти испуни сладица? Пас наваѓам се, значи, навикна се, еве 2 години како сум у пензију. И тако да свак ден може да кажа дека искачамо, шетамо с мужа ми, по другари, по пријатели, по роднине, па сега... Идете ли на кафе, имате ли Имаме некој на шем? кафе, рече си сваки ден у Лавиту седнемо и спиемо Да. по едно кафе и тамо се видимо с други другари, роднине, куде брата ми обично, куде залво ми идемо. Испунет ни е да некој веселја ако не поканив. Исто на работу контактирам с мои колеги, иду стално у музеи, у галерију, пошто тоа е заедно една фирма. Тако е да не ми е досадно, сега се навикна. За крај, една порука за млади генерации. Сакала би да пудиш некој апел дека треба да се истражува, да се пишува, да се сачува корен да, на свакако, град свакако. Куманово. Многу е важно да се сачува нешто, да се има, да има некоја појдовна точка за овој наше Куманово, за наше културно, многу богато културно наследство. Значи, јас сум истражила, да речемо, дел од црковни споменици. Може да се истражуваат све области, и археологија, еве, колеги работив на тој, и посекуju ги, да, еве, некој веќе дел објавива, еве, доктор Звонимир Николовски, има нешто објавено за делот Куманово у североисточна
Antika во североисточна Македонија. Значи, нешто има објавено дел за Куманово, ама за праисторiju и конкретно за овие други за средњи век од археолошки аспект нема посебно објавено нешто за Куманово, така да ги посакую на колеги млади, а има тамо многу добри вредни колеги мои, посебно Ден Ѓорѓиевски и Мирослав Петковски, и ги посакую да појдев по мој пут, да истражуев и да си објавив монографија за Куманово, што ќе остави трајну вредност. Истражено ли е Куманово во сви сегменти според тебе или има још нешто да се истражуе, да се пишуе? Не е истражено во сви сегменти, еве, археологија не е целосно истражена, врши се увид, стално си иде на терен, ама не се ни мои колеги криви да кажат за тоа што све е до средства. А нема доволно пара за да се истражи, за да се истражи ти треба да идеш на терен, треба екипа, треба да плаќаш радници за да ископав, за да истражи, а наше културно наследство е баш тамо станување, под земју, и за све тој треба паре. Postoji mesto gde se tradicija čuva, a budućnost stvara pred našim očima. Mesto koje ide u korak sa vremenom, dok priroda ostaje netaknuta, pružajući mir i avanturu. Ovde svako može naći svoj kutak, u urbanom ritmu svakodnevice ili netaknutoj prirodi. Mesto susreta generacija, gde se stare uspomene obnavljaju, a nove stvaraju. Dobrodošli na Zlatibor. Tradicija u srcu, budućnost u svakom koraku. Славице Палати што беше гостин кој емисија за Куманово, посакувам ти многу здравје, да го поминеш време со унуци, да продолжиш и далje да пишуеш, да оставиш још значени дела за наш град Куманово. Фала и на вас за понуду и нека ви се множив емисije и нека биде што по-богати и по-убави, за да може овој наш народ да види какво богатство уствари ми имаме. Палати, што пуде толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и се најбоље.